Дали Симпсонови ја предвидоа 2025 година? Предвидување за иднината, што не очекува, дали некогаш ще се запрашале како ќе изгледа светот за 20, 50 или дури 100 години. Добре дојдовте на канал Тампес. Денес ке зборуваме за едно од најмистериозните и најфасцинантните прашања, како Симпсонови успеваат да предвидат идни настани. Дали е тоа случајност или нешто повеќе, ќе разгледаме неколку нивни предвидувања за 2025 година, кои можеби ќе се остварат. Некои научници предвидуваат револуционерни откритија, а други предупредуваат на опасности што не очекуваат. Но, има и една група која навидум го предвидува светот уште од 90-тите, а тоа се Симпсонови. Во ова видео ќе зборуваме за најфасцинантните предвидувања за иднината, вклучувајќи ги и бизарните точни прогнози од овој култен цртан, науката. Технологијата и општеството се менуваат со неверојатна брзина, а ние ќе ви ги представиме најинтересните предвидувања. Па, да почнеме. Симпсонови исто така ги предвидуваа и економската криза и нестабилноста. Симпсонови низ годините прикажуваа економски падови, банкроти и финансиски проблеми. Во последниве години гледаме дека светската економија е на нестабилни темели. Дали ова ќе биде уште една точна прогноза? Прво, да зборуваме за едно од највознемирувачките предвидувања – појава на вештачка интелигенција која го презема светот. Во една епизода на Симпсонови, вештачката интелигенција добива контрола врз луѓето и започнува да одлучува наместо нив. Во една епизода на Симпсонови, вештачката интелигенција добива контрола врз луѓето и започнува да одлучува наместо нив. 1. Вештачката интелигенција, наш помошник или господар, вештачката интелигенција станува се попаметна. Денес ја користиме за препораки на видеа, разговор со чатботови и дури во медицина, но замислете иднина каде вештачката интелигенција може да ги предвиди нашите потреби пред ние самите да ги сватиме. Дали ќе биде наш најдобар помошник или можеби ќе преземе контрола? Дали вештачката интелигенција ќе го замени човечкиот труд? Некои научници предвидуваат дека до 2035 година најмалку 70% од денешните работни места ќе бидат автоматизирани. Интересно е што Симпсонови уште во 2014 година предвидо дека вештачката интелигенција наречена АИ ќе преземе контрола. Во една епизода на Симпсонови вештачката интелигенција почнува да се однесува и како лош сопруг. Дали е ова само случајност, останува на вас да проценете сами. 2. Колонизација на Марс, нов дом за човештвото? Со проекти како SpaceX можно е многу наскоро да ја видиме првата човечка населба на Марс. Ова ќе биде почеток на нова ера, но дали сме подготвени за живот на црвената планета? Човекот на Марс, дали ќе биде реалност? Илон Маск и други визионери работат на тоа да го направат ова возможно до 2035 година. Можеби за неколку децении, патувањето до Марс ќе биде како денешен лет со авион, верувале или не, Симпсонови уште во 2016 година прикажаа како Лиза оди да живее на Марс, а компанијата што ја праќа е многу слична на SpaceX. Дали можеби Мета Грейнинг има таен извор на информации, проценете сами. 3. Дигитална бесмртност, живот по смртта. Замислете дека можете да ја префрлите вашата свест во компјутер и да живеете за секогаш во дигитален свет. Некои научници тврдат дека ова ќе биде можно наскоро, но дали тоа значи дека ќе станеме машини? Или можеби ќе добиеме бесмртност? Будни соништа, виртуелна реалност. Замислете свет каде што можете да живеете во виртуелна реалност, да посетувате други планети, да искусите работи што во реалноста не би можеле. Вештачката интелигенција и метаверзумот може целосно да го сменат начинот на кој работиме, учиме и се забавуваме. Ако мислите дека ова звучи лудо, Симпсонови уште во 2013 година прикажаа дека луѓето ќе ја зачуваат својата свест во компјутери. Нели звучи лудо и неверојатно како се поклопуваат некои предвидувања на Симпсонови? 4. Генетски модифицирани луѓе, надчовечка еволуција. Технологијата CRISPR веќе овозможува уредување на ДНК. Во иднина, можеби ќе можеме да создадеме луѓе со совршена интелигенција, сила и долговечност. Но дали етички е да се менуваме себе си? Или ќе се создаде нов вид суперлуѓе? Па да, дури и ова беше предвидено од Симпсонови. Во една епизода, мистер Бурнс добива инекција што го прави млад повторно. Дали е ова визија за иднината?
И не заборавајте, можно е и продолжување на животниот век благодарение на медицинските откритија. Дали ви се допаѓаат овие предвидувања? Дали Симпсонови се само сатирична серија со добри сценаристи или има нешто мистериозно во нивните точни предвидувања? Кажете ни во коментар што мислите, случајност или пророштво. Иднината е мистериозна, но сигурно ќе биде возбудлива. Дали се согласувате со овие предвидувања? Дали ќе живееме на Марс, ќе имаме дигитална бесмртност или ќе станеме суперлуѓе? И дали Симпсонови навистина ја знаат иднината? Пишете во коментар и споделете го вашето мислење. Не заборавајте да ставите лайк, да се претплатите и да го вклучите звончето на канал Тампес за повеќе вакви интересни видеа. Ви благодариме што бевте денес со нас, се гледаме наскоро во следното видео. Предвиду